Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема заболувања кај тироидна жлезда. Зборуваме со доктор Андреа Арсовски, хирург од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден. Најавив што ќе биде дел од темата денес. Ајде најпрво за тоа дали има појава кај децата на хипотироидизам, бидејќи најдов некој податок дека во светски рамки од 2 до 4.000 деца се раѓаат практично без тироидна жлезда. Да, тоа со оглед на големината на нашата популација, значи не се тоа толку алармантни како бројки, меѓутоа секој таков поединечен случај може да има многу тешки здравствени последици во понатамошниот раст, развој, со навистина многу сериозни заболувања кои што се јавуваат како последица на тој хипотиризам. Така да многу е битно да и тие, јако по број не се многу случаи, да се детектираат, заради тоа што тоа денеска може успешно да се надокнадува со терапија, за да фактички се поништат ефектите од еден евентуално таков роден хипотиридизам. Ова се нарекува и женска болест. Во светски рамки статистиката вели дека жените заболуваат 3 пати повеќе од мажите, односно имаат проблем со тироидеа. Колку е ова кај нас во Македонија статистички вака? Дали има некаквов размер мажи-жени во однос на заболувања? И кога сме кај тироидната жлезда, колку е застапен канцерот овде? Вака, јас можам повеќе да зборувам од хируршкиот аспект, затоа што функционалните заболувања пред се ги третираат колегите од нуклеарна медицина, ендокринолозите, а ние го добиваме оној дел од патологијата кој што бара хируршки третман. Секако жените почесто заболуваат генерално од заболување на штитната жлезда. Може би не е толку голем тој однос 3:1, но секако постои разлика во смисол да женскиот пол е подоминантен. Во однос на вториот дел од прашањето, во застапеноста на карциномот, генерално карциномот е во пораст. Така. Дали се должи тоа веројатно и на современиот начин на живење, сите овие видови на најразлични зрачења, пред се ионизирачкото зрачење, имаат влијание во зголемување на инциденцата на карциномите на штитната жлезда, и тие исто така се почести кај женскиот пол, меѓутоа и мажите воопшто не се имуни, и тој однос сигурно не е 3:1, тука е многу помал, иако секако доминантен е женскиот пол. Од неодамна почна да функционира во вашата болница и центар за тироидна жлезда. Ајде најпрво околу организацијата и од каде потребата за ваков центар. Да објасниме што се можат гледачите да добијат во тој центар, дали може цела постапка на преглед или да се направи во еден ден или во неколку часа, и дали е за сите возрасти. Потребата да ставиме рамка на еден ваков организиран пристап во диагностиката и третманот, комплетниот третман на заболување на тироидеа, произлезе од фактот дека ние и претходно, значи, имаме одлична соработка со сите инволвирани колеги кои што се бават со оваа патологија, но во смисол да им понудиме на пациентите навистина една координирана и брза услуга, за да не има презакажувања, за да можат сето тоа буквално во еден ден да го завршат. Решивме дека е убаво да се формира, односно да се стави рамка на тој центар за во секојдневното функционирање. Така да тука пред се стожери на тој центар се оделот за нуклеарна медицина и оделот за торакална хирургија, каде што сме ние во постојана координација и заеднички ги примаме и разгледуваме пациентите околу нивните потреби. Секако тука е оделот за ендокринологија, многу битен сегмент во тој одел, понатаму оделот за педиатрија, односно неонатологија, оделот за радиологија, секако тука е многу важен оделот за патохистолошка анализа. Така да на овој начин на организација, кога ќе дојде пациент, тој во истиот ден може да добие преглед
иницијален, дали е упатен на нуклеарна медицина, дали кај ендокринолог, да се завршат сите неопходни анализи, лабораториски, евентуално ПЕТ скен, скен на тироидеа, да се направи ехо на тироидеа, по потреба дополнителни радиолошки испитувања и веднаш да се изврши консултација дали со хирурзите, дали со другите колеги кои што би требало бидат вклучени во лекувањето. Така да до крајот на денот, на работното време, пациентот ги има иницијалните резултати, освен одредени испитувања што може би захтеваат од чисто технички, па и биопсијата ја имаме, ако наутро се направи тенкоиглена биопсија, резултатот го имаме во текот на работниот ден, така да истиот ден веднаш може да му се даде препорака ако е пациентот и за хируршки третман, веднаш со хирурзите, колегите од нуклеарна медицина договараме третман, договараме датум за операција, евентуалните други анестезиолошки анализи и прегледи да се направат и се закажува термин за операција. Така да ефектот е да пациентот во минимум време добие комплетна и квалитетна услуга со која што ќе се избегнат постојани доаѓања, препраќања од еден оддел на друг, така да ја очекуваме ефектите од тој центар во ова време да ни ја покаже ефикасноста со која што можеме да ја подобриме услугата кон пациентите. Вие сте некако на крајот на оваа карика, кај вас доаѓаат веќе за операции. Колку е битно раното диагностицирање кај некаков проблем, бениген или канцероген кај тироидната жлезда? Како и во сите други заболувања, со тоа што важноста, особено кај малигните заболувања на тироидната жлезда, што најчестите малигни заболувања, значи таму постојат 4 хистолошки типа, зависно од кои клетки потекнува канцерот. Меѓутоа, оне што се најчести, тоа се папиларниот и фоликуларниот и нивната мешана форма. Кај нив, ако е на време, тоа што подразбира на време, значи тоа се карциноми кои што немаат брз малигнен развој, касно, односно поретко даваат далечни метастази и со тоа процентот на излекување кај на време фатените карциноми е над 98%. Значи, не на продолжување на животот, туку на излекување. Евентуално после операција се дава само радиоактивен јод, значи тука нема некакви тешки хемотерапии, зрачни терапии и така натаму. Така да со прилично едноставно лекување може да се постигне и се постигнува најчесто комплетно излекување. За жал, некогаш добиваме случаи кои што со долги години не се диагностицирани, се погрешно следени, пратени, без да се добие правата диагноза и само кај такви задоцнати фази не можеме да го постигнеме максималниот ефект, иначе кај сите други карциноми на тироидеа постигнуваме комплетно излекување и тоа е она зошто ние секогаш апелираме и денеска и во систематските прегледи се офатени прегледите и лабораториски и ехо томографски на штитната жлезда, за да можат овие карциномски промени, па и другите бенигни промени, зошто да имате вие некои начини на лекување кои што не се пријатни, бараат постојани контроли, губење на време, губење на ресурси за нешто што може прилично едноставно хируршки да се излекува. И тука е таа од минатите декади, да речам, од минатиот век една фама околу хирургијата на штитната жлезда, дека таа дава сериозни тешки компликации и така натаму. Тоа во средината на минатиот век било случај, меѓутоа денеска со сите овие, се надевам ќе разговараме и на таа тема, со сите помагала и технологии што ни стојат на располагање и секако искуствата на тимот, резултатите од хируршкиот третман се извонредни. Се живели без тироидна жлезда, кога сме веќе кај стигмите и начинот на лекување, да им кажеме на граѓаните, бидејќи сепак станува збор за орган и кога ќе се отстрани, постои некакво стравување дека ќе се искомплицира понатаму животот. Значи, тироидната жлезда е исклучително важен орган, затоа што на некој начин е командант на сите метаболни процеси во организмот.
И секако дека тоа прашање е легитимно, меѓутоа денеска постои надоместување, значи со лекови. Так. Лекот се вика еутирокс, извонреден лек, кој што дава многу ретко минимални нус ефекти и од друга страна кога е правилно дозиран, а тоа е прилично индивидуално и некогаш затоа и се прават сите тие контроли за да се избалансира нивото на лекот према индивидуалните потреби на пациентот, може да направи идеална, да речам, надоместување на таа хормонална активност, така да сме имали и деца оперирани, кај што е извадена тироидната жлезда, меѓутоа после тоа имале најнормален раст, развој, се мажеле, се женеле, раѓале и така натаму, имале најнормален живот, така да тоа денеска субституцијата на тироидните хормони апсолутно не е никаков проблем. Значи со една таблета практично, ако добро ве разбрав, буквално со една таблета, само дозирањето е различно и тука колегите од нуклеарна медицина и од ендокринологија се многу битни за да го извршат тоа балансирање, кое што е, пак ќе кажам, индивидуално. За самиот тек на операцијата, станува збор за тешка операција, се вади едниот лобус, двата лобуси или се е индивидуално? Колку време се останува во болница, колку е послен или текот на опоравување и кога практично влегуваат во оној период на нормален живот или постоперативно? Оперативниот зафат би рекол дека е во некое класифицирање на средно тешки операции. Меѓутоа е многу битна поставувањето на правилната индикација околу тоа дали да се вади дел или да се вади целата штитна жлезда. Пак ќе кажам, таа фама околу вадење на целата штитна жлезда, од една страна се избегнува ризикот за евентуална повторна операција, а од друга страна веќе спомнавме дека субституцијата може да биде денеска идеално направена, така да тој дел, речеме, ние како хирурзи многу почесто советуваме, пак ќе кажам, зависи од пациентот, од типот на заболување, од опсегот на заболувањето, да се извади целата лимфна жлезда, иако има пациенти кои што се вади само дел од штитната жлезда. Многу е битна хируршката техника која што се применува, значи искуството на тимот, затоа што тироидната хирургија бара навистина внимателна работа, бара познавање во тој мал, условно речено, еден простор на базата на вратот имаме многу витални структури кои што кај искусен хирург кој што поминал сите оние етапи на учење, значи добра крива на учење, навистина денеска тоа не е проблематична хирургија, но треба да не ја работи секој, туку да ја работат луѓе кои што имаат перманентен тренинг и искуство во овој тип на хирургија. Денеска користиме, спомнав, технологијата ни овозможува такви помагала да оваа хирургија прави многу попрецизна, побрза и побезбедна. Тука пред себе ги спомнал тие лигашурови кои што имаме специјално дизајнирани, тоа се извонредни инструменти, ергономски дизајнирани за таа специфична патологија. И секако она што веќе една година го користиме кај нас во нашата болница, тоа е неуромониторингот. Една од најчестите компликации и најсериозни, би рекле, на тироидната хирургија е повреда на рекурентните ларингеални нерви, тоа се нерви кои што ги нервираат и гласните жици. И некогаш и заради самата локализација, заради самото заболување, овие нерви претрпуваат промени, оштетување заради манипулацијата, а некогаш и нивна повреда за време на операциите. Што е неуромониторингот? Тоа е низ тубусот што се става за време на операција, значи за да може да дише. Тоа се специјални тубуси на кои што има завршетоци на електроди, кои што се поврзани со мониторинг, кои што мониторинг за време на операцијата е цело време следен и наблюдуван од невролог. Така да кога ние доаѓаме во близина, некогаш зависи од конституцијата, од анатомијата на пациентот, од типот на заболување,
не можете толку добро да го визуализирате нервот. И преку мониторингот тие ни алармираат кога сме ние во близина на тој нерв, значи да се обрати внимание. На крај од операцијата ние го тестираме повторно нервот дали неговата активност е добра, така да тој неуромониторинг се работи заедно со колегите од неврологија и навистина многу помага околу намалување на процентот и избегнување на посериозните повреди на овие нерви, што апсолутно е многу битно во современата хирургија. Другите компликации се да ми принцип... беше следно прашање, компликации дали има и колку се тие животно загрозувачки или се реверзибилни постоперативно? Секоја операција Ризик. има компликации, значи прашањето е колку често се случуваат и со каков исход се тие компликации. Значи хируршкиот тип мора да знае да се справува со тие компликации, за да успехот и решавањето на тие компликации биде на начин на кој што треба да се избегнат одредени трајни последици. Спомнав дека една од најчестите компликации е таа повреда на рекурентниот ларингиален нерв. Втора по честота и по сериозност би рекол компликации, тоа е оштетување и евентуално вадење на паратироидните жлезди, тоа се малички жлездички кои што се најчесто 4 и се залепени на задниот, долниот и горниот дел на штитната жлезда, некогаш се враснати. И тука исто така многу битно искуството на хируршкиот тим да ги препознае, да ги визуализира и да ги одвои. Некојаш се тие комплетно одвоени, меѓутоа некојаш се сраснати. Сега, при тоа одвојување, паратироидните жлезди имаат многу нежни крвни садови, буквално како влакна од косата, и при тоа одвојување се јавува транзиторно оштетување на тие крвни садови и релативно почеста е таа транзиторна хипокалцемија, значи пад на нивото на калциумот со појава на евентуално трнење, па и грчеви на рацете, меѓутоа тоа се надополнува со калциум и најчесто во рок од месец дена се воспоставува таа циркулација, така да ако ние физички не сме ги отстраниле, што многу ретко се случува, или например, ако имате карцином кој што е разраснат, па морате да одите во здраво и не ги штедиме. Меѓутоа, најчесто е таа компликација од времен карактер, а и компликациите со промена на гласот исто така најчесто се од времен карактер, така да со витаминска, евентуално кортикотерапија се надополнува, така да трајните и посериозните компликации се многу ретки. Другите некојаш прашуваат пациентите дали ќе дишам спонтано или на цевче, тоа е би рекол реаритет и некогаш се прави ако има враснување на карциномот во душникот. Така да тоа циљано се прави, а да се направи таква повреда, тоа е исклучително ретко и кај нас не, фала Богу, не се ни сеќавам да сме имале, но и во литература и во одредени екстензивни операции може да се случи. Како год да е, пак ќе кажам, искусен хируршки тим, добра опрема, добро искуство на сите инволвирани, значи од индикација до завршување на третманот, во една таква организиран пристап како што ние целта и во нашиот Центар за тироидни заболувања да направиме, се надевам дека тие компликации навистина ќе бидат занемарливи и пролазни, а витално загрозувачките се апсолутно реалитет. И за крај на интервјуто, докторе, една препорака до пациентите. За сите ваши идни пациенти, меѓутоа и за оние кои што се двоумат, нели, дали да појдат на преглед, што се треба да направат? Почнавме со бебињата, со новородените. Испуштив да кажам дека во склоп на овој центар за тироидеа кај нас ќе работат и во соработка со неонатолозите, значи кај сите новородени бебиња. Покрај тоа што се зима скрининг за лабораториски за нивото на тироидните хормони, ќе се прави и ехо преглед, така да и тоа е првиот чекор во спречување, односно во правење некаква историја, така. И тоа е во
смисол и на вашето прашање што би порачале на пациентите. Заболувањата на тиреоидната жлезда треба навремено да се препознаат и навремено да се лекуваат. Така. Ако правилно навремено се препознаат, правилно се лекуваат, последиците се едноставно ги нема. Значи може сето тоа да се лекува. Дали ќе се лекува со лекарства, дали ќе се лекува хируршки, тоа веќе зависи од самата диагноза. Така да не случајно во сите систематски прегледи веќе треба да биде опфатена и тиреоидната жлезда. Ехо прегледот е извоненен, тоа е површен орган кој што многу добро се визуализира со современите ехоапарати и лабораториските тестови кои што ни покажуваат какво е нивото и на тиреоидните хормони и на другите, да речеме ТСХ, тоа е хормонот хипофизата кој што ја контролира работата на тиреоидејата, така да имаме една комплетна слика и за функционалната активност на тиреоидејата на многу едноставен начин и тоа треба да биде рутинска постапка веќе во сите систематски прегледи. За среќа се поголем дел од луѓето што прават систематски прегледи опфаќаат и тиреоидната жлезда. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговор на најголем дел од прашањата. Вие, почитувани гледачи, еве сега имате и Центар за тиреоидна жлезда во приватната болница Аџи-Бадем Систина. Не ги игнорирајте симптомите, одете кај вашиот матичен лекар, испитувајте ја штитната жлезда и секако чувајте го здравието. Останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.